Лично сметам дека финансиските разлики навистина знаат да направат голем јас помеѓу младите луѓе. Да умееме да штедиме. Џепарлокот за мене представува еден вид на буџет. Порано џепарлокот беше задолжителна категорија со која младите учеа како треба со парите. Дали џебот прави јас меѓу младите? Знаат ли денес тие што е џепарлок? Заработуваат, штедат или важи старата, тато носи, мама меси. Пред се, младите сме свесни во каква држава живееме, односно дека живееме во посиромашна држава каде што мора да работиме сами за да можеме да заработиме и да не им бидеме товар на нашите родители. Па најпрво сметам дека ситуацијата или да го наречам феноменот на давање џепарлак на млад човек од тогаш до денес не претрпела некои многу значителни промени. Џепарлокот за мене представува еден вид на буџет со кој младите располагаат и тој се троши за секојдневни најчесто мали трошоци. Според мене многу е важно младите да добиваат џепарлак, затоа што на тој начин се учи како правилно и соодветно да се располага со паричните средства кои ги има. Кога станува збор за поголеми трошоци, без разлика дали се тоа продукти или услуги, се чека на родителите. Може би порано џепарлакот бил задолжителна категорија, кога родителите им дава одредени финанси на своите деца за тие да можат да се фокусират исклучиво на нивното школување. Меѓутоа, моментално тоа не е случај и сите млади луѓе кои што ги знам во мојата околина гледаат да заработат сами и со тоа што ќе заработат не само што си помагаат самите на себе и си ги покриваат своите трошоци и потреби, него исто така помагаат и дома, затоа што моменталната ситуација каде што се наоѓаме ние како држава, потребно е да работат што повеќе членови од семејството, за да може да се живее еден нормален, просечен живот. Од аспект на тоа што главната цел е сепак да научи тој млад човек како да се справи со тие финансиски средства, на што да ги потроши, кога треба да се воздржи и така натаму. Мислам дека главната карактеристика, бар што ја забележувам кај нас денес, е тоа што мислам дека многу млади трпат некакво влијание од медиуми и што е во тренд, што не, некои многу материјални, да речам, белези, што смета дека им се потребни или им се корисни на некој начин, се со цел подобро може да се вклопат во средината во која што се. На прашањето дали младите луѓе знаат да штедат, сметам дека секој млад човек ќе знае да штеди доколку има за тоа потреба. Секако дека има голем број на млади луѓе на кои што потребата од штедење им е минимална затоа што се финансиски помокни, така да немаат воопшто потреба од штедење. Невозможно е на некој начин да кажам да ја представам целата слика на дали знаат младите да штедат, но од моја перспектива и од тоа што го гледам кај моите најблиски и мојот округ, да знаеме да штедиме, со што нели нормално ќе се случи да мислиме дека нешто ни е многу потребно и моменталната слика да ни представи нешто лажно и да потрошиме некои финансии за нешто што не би ни требало понатаму. Јас мислам дека целта за која што се штеди игра голема улога во процесот на штедење. Голем број од младите пробуваат да заштедат, но често се случува тие да погрешат при самиот процес на штедење, така што тие нема да издржат да штедат до посакуваната сума и потоа сумата нема да биде искористена за крајната цел, или пак ќе следат погрешни чекори и начини за штедење кои што не се толку ефикасни, не се толку ефективни. Јас во изминатиот период на вистина имав прилика да се запознам со голем број на млади луѓе, кои што на вистина знаат точно како да менаџират со своите пари за да можат да си разграничат и да си приуштат тоа што им е нужно и неопходно и тоа што им е луксус и екстра. Повторно тука станува збор за приоритети и секој млад човек
би си приуштил толку колку што може и да заработи. Главно мислам дека да умееме да штедиме и знаеме на што треба, на што не треба да се трошат финансиските средства кога ги имаме, кога примереве сме на пат сами. Мислам дека се сведува само на искушение и на сообразување со реалноста, да речем. Но еве бидејќи живееме во едно современо динамично време, каде што имаме секакви содржини достапни на интернетот, може да се научат многу различни стратегии и начини на штедење кои можат многу да ни бидат од корист. Лично сметам дека финансиските разлики навистина знаат да направат голем јас помеѓу младите луѓе. Меѓутоа, не мислам дека ова тврдење е од сега, него дека навистина датира од подамна и е присутно насекаде. И со ова би се согласил дека да, финансиските средства меѓу класните разлики предизвикуваат јаз и на комуникација и на, па би рекол, и некој вид на запознавање со другите класеви на општеството, од зборено богати, сиромашни, средна класа, бидејќи финансиските средства распоредено на сите тие три класи се различни кои ги добиваат младите. Финансиските разлики, односно класите во општеството, предизвикуваат сериозни подоби помеѓу младите и тоа е една од причините зашто младите ја напуштаат државата. Еве средната класа која што треба да е најзастапена во едно општество, за да може да се одржи еден баланс, во нашата држава пополека исчезну. Што значи дека имаме уште поголема нееднаквост и многу често се случува богатите да бидат привилегирани во општеството бидејќи располагаат со повеќе финансиски средства, што овозможува оваа класа да има многу повеќе можности. Имаме ваков пример во образованието кај приватните и училишта и приватните факултети, каде што доколку се располага со доволно парични средства, можеме да се запишеме на подобар факултет или училиште. Свесни сме дека има една средна класа која што се повеќе се губи и остануваме помеѓу сиромаштијата и она повисока класа. Меѓутоа, тоа што повторно би ги споило младите луѓе се пред се интересите, заедничките интереси, како и воспитувањето и однесувањето кои што би си ги имале едни спрема други. Поради, да речам, пак тие ќе се навратам влијанија или моментални потреби кои смета дека треба да ги задоволат, представува еден јаз помеѓу тоа дали некој од повисоката класа ќе гледа исто на дете од, да речам, пониските класеви во општеството, што е од една страна ограничено, сметам дека, поради тоа што јас барем не мислам дека треба да се гледа материјално на одредени на човек или на негови карактеристики, но самото тоа ограничување, што исто мислам дека има сериозно влијание од медиуми, од трендови, од некои материјални белези, ги наречам пак, представува потешкотија да произлезе некаква комуникација нормална, без некои предрасуди, без, да речам, стереотипи помеѓу класите, што мислам дека препрека која треба секој човек да ја разбере, дека е само слика на нивното материјално ограничување. Исто така, повисоките класи во општеството можат повеќе патување да си приуштат, а со тоа нормално пошироки видици и запознавање на нови и различни култури. И сето ова на крај допринесува за да има една нееднаквост и разлика помеѓу младите во нашето општество. Џепарлакот, велат младите, е еден мал личен буџет, ама и тој треба да се менаџира. Лошо е додаваат ако го нема, а најлошо ако се делиме по џебот.